Ви благодарам на интересот, пред се заради јавниот интерес кој го побуди случајот со средното училиште во Демир Хисар, по комплетирање на целокупната документација од наша страна и по иницијалните акти кои ги превзеде МВР, чувствуваме за потреба да ја информираме јавноста за уште поголеми злоупотреби од страна на институциите кои би ги презентирале на денешната пресконференција. Ја информираме јавноста дека во текот на вчерашниот ден до одделението за организиран криминал и корупција беше поднесена кривична пријава против 6 службени лица, и тоа 2 службени лица државни инспектори од Државниот просветен инспекторат, градоначалникот на општина Демир Хисар, вршителот на должност директор на Средното основно училиште Крсте Петков Мисирков и против 2 службени лица вработени во Министерството за внатрешни работи. Според нашите основани сомненија, кои се потврдени и со писмени докази, се потврди основот на сомневање дека во временскиот период од 5 месец, па заклучно со 8.8.2025 година, организирано со цел да овозможат партиски вработувања, односно вработувања по партиски клуч, превзеле секој во свој домен соодветни действија заради реализација на распишаниот оглас за вработување на 19 лица, технички персонал и наставен кадар во средното училиште. Па на таков начин, во содејство, градоначалникот на општина Демир Хисар побарал и му било овозможено од двајцата прво и второ пријавениот да извршат одреден инспекцијски надзор, за кој што инспекторите знаеле и биле должни да знаат дека во претходниот период за тековната 2024 година веќе била извршена интегрална евалуација од страна на тројца државни инспектори, меѓу кои и раководно лице во Државниот просветен инспекторат, и не биле констатирани никакви повреди во текот на реализација на наставно-образовниот процес. Наспроти тоа изготвиле записник и решение со кој што утврдиле незаконитости во работењето на училиштето, односно нереализирање на наставниот процес. Во тој дел директорката малце повеќе ќе ве упати. По изготвување на ваквото решение од страна на Државниот просветен инспекторат, во експресно време, уште истиот ден, било доставено решение до градоначалникот на општина Демир Хисар и до советот на општина Демир Хисар, со кое што се задолжуваат во рокот 30 дена да постапат по решението, односно градоначалникот да именува, односно да го разреши постојниот директор на училиштето и да именува вршител на должност, а советот на општина Демир Хисар да го разреши целосно училишниот одбор. Сакајќи да го стигнат рокот пред распишување на локалните избори 2025, советот на општина Демир Хисар, спротивно на деловникот за работа и законот за локална самоуправа, свикал вонредна седница на која без претходно да ја утврди потребата од итност, изгласал со мнозинство гласови разрешување на училишниот одбор во средното училиште и именувал тројца представници од локалната самоуправа во училишниот одбор. До денес не е конституиран нов училишен одбор во училиштето. Моментално вршителот на должност извршува функција без да биде заведена во централниот регистар како овластено лице. Постои неможност за издавање на уверенија, сведителства, за одржување на училишни одбори, исплата на плати, за кој рокот беше до 15 претходниот месец согласно закон. На таков начин градоначалникот, спротивно на членот 92, наместо претходно да го разреши постојниот директор, тој уште на 5.8 назначил вршител на должност и се довел во ситуација да има двајца директори на училиштето. Петто и шесто пријавените како службени лица во МВР превзеле действија, односно не превземале действија заради извршување на наредба која претходно била издадена од судија на претходна постапка при Основен суд Битола, на начин што иако уште при првичниот претрес во домот на директорката Маја Лозановска им беше укажано дека службените печати се наоѓаат во службените простори на училиштето, заштитени во сеф,
Истите не ја извршиле наредбата, намерно не ја извршиле наредбата и не го извршиле претресот согласно одредбите од ЗКП, односно намерно не ги пронаоѓале печатите кои биле во службените простории на училиштето, за кое нешто јавноста имаше можност да се запознае при обидот да се изврши информативен разговор на 12, 13 и 8 овој месец. На таков начин лажно пријавиле до основното јавно обвинителство сторител на кривично дело поврзано со издадената наредба, иако од писмената документација и доказите кои имав можност да ги обезбедам како бранител на Маја во кривичната постапка, и вршителот на должност директор, и МВР, и градоначалникот јасно биле известени дека училиштето е на колективен одмор, дека директорката Маја е и на боледување, а и користи годишен одмор согласно решение за користење на годишен одмор изготвен уште во текот на 6 месец оваа година. На таков начин сите пријавени, организирани во група, направиле обид со оглед дека изборите беа распишани на 9 и 8 овој месец, направиле обид заради партиските вработувања, односно вработувањата по партиски клуч, следната ново именувана директорка да може да врши избор по партиска директива. И од тие причини, во текот на вчерашниот ден беше поднесена оваа кривична пријава, а во текот на денешниот ден до основното јавно обвинителство Битола беше доставена листа на докази со кои што на еден неспорен школски начин се потврдува дека директорката Маја Лозановска и да сакала не можела да го изврши кривичното дело кој се става на товар, од причини што во тој временски период користела боледување, била на годишен одмор. Напротив, јавниот обвинител ќе се соочи со ситуација да побара кривична одговорност од подносителот на кривичната пријава поради неспорните докази кои имаше можност да ги види целокупната јавност. Сакам да укажам пред се како правник, а потоа и како граѓански активист дека ова е само еден пластичен пример за тоа како функционира системот на образование во нашата држава, особено ако се има предвид фактот дека преку овој пример пластично се гледа за што служи државниот просветен инспекторат во зависност од тоа кој е на власт. Не ги делам властите на ова или она, само укажувам дека се користи како алатка за побрзо разрешување на постојни директори кои не се од политичка гарнитура, односно се различни од гарнитурата на власт, и се користи како механизам за вршење на политички притисоци, она крупна администрација која имаме па и во делот на образование е резултат на ваквите постапувања од страна на државните органи, и затоа би апелирал преку овој случај државните органи, посебно јавното обвинителство Битола, ОЈО-ЗАГОГ Скопје, да превземат во што е можно поитен рок соодветни мерки, и ова да биде само еден од првите примери преку кој ќе ставиме крај на злоупотребата на партијата за одржување на власт. Може? Почитувана јавност, со мојот адвокат решивме да излеземе на еден ваков прес, пред се што во јавноста, посебно од настапот на градоначалникот на општина Демир Хисар во Сител телевизија, излезе со одредени кои што тврдеше факти, но всушност се невистини, за кои што ние сакаме овде да ги изложиме нашите аргументи, докази. Потврдени се документи за кои што некои точки ги оспоруваме. Прво сакам да кажем од каде произлезе моето разрешување, инаку како што изјавив за медиумите, од 2021 година, откако градоначалник е Никола Најдовски на општина Демир Хисар, јас континуирано бев изложена на притисоци од страна на не знам колку инспекторати, не знам колку увиди, и тоа произлезе две незаконски разрешувања
кои што беа поништени од второстепена комисија и пошто јас повторно бев назначена за директор од страна на постапка преку Министерството за образование, каде што министерот по регуларна постапка ме назначи за директор на училиштето и од 2023 април месец јас ја извршувам таа функција. И после тоа продолжуваат притисоци за утврдување на разни нерегуларности во моето работење, кои што до тогаш не вродија со плод. Но бидејќи се ближат локалните избори и бидејќи Министерството дозволи предвремено вработување, мислам вработување на наставници на определено работно време пред распишување на изборите со цел да непречено тече процесот, значи наставниот процес, во тој период постапката од 20 инспектори од Скопје, значи наводно на анонимна представка од загрижени родители. Јас ќе се навратам на постапката нивна, па после на причините зошто е тоа. Постапката е почната на 23.5. со тоа што имав увид во училиштето и по нивниот увид на 30. еве го извештајот, јас добивам примено е на 35. еден извештај со кој според член 93г од Законот за средно образование јас треба да се изјаснам за утврдени всушност докази за оправданоста на моите постапки, не за утврдени неправилности, него за наводно докази зошто не сум го стварила годишниот фонд на часови во учебната 23-24 и за врска со дополнителна настава, зашто сакам дополнително да кажам нешто. Но што е всушност суштината на ова разрешување? Јас не сум разрешена за овие неправилности. Значи, не сум разрешена за овие неправилности. Разрешена сум затоа што не сум доставила навремено извештај по ова нивно известување. Значи, овде пишува да се постапи по овие точки во рок од 30 дена од приемот и за истото писмено да го извести Државниот просветен инспекторат. Значи, архивскиот датум е 35. Јас имам доставено известување до Државниот просветен инспекторат, еве е доставницата, фотокопија, на 27.6. Значи, во рок од 30 дена. Еве ја приемната книга од пошта. Еве го писмото со број се на 27.6. Еве ја доставната книга за пошта на 27.6. кој број на документ е доставен до Државниот просветен инспекторат. Сега што се случува? Државниот просветен инспекторат не чека одреден број на денови за да може да се прими оваа пошта, туку тој веднаш на 36. постапува и доставува извештај до управниот одбор дека директорот, до училишниот одбор, дека директорот не постапил во законски предвидениот рок, што е еве побиено со документи, факти. Во тој извештај тој наведува дека училиштето го примило документот на 28, затоа што можеби службите го примиле на 28, но е примено на 35 во архива. И да е тој рок точен, значи јас на 27 сум го запазила рокот од 30 дена. Јас, како директор, да направам ваков престап, пример, објавувам оглас. И ако не го земамо предвид некои документи од некој што регуларно си доставил по пошта документи, така, истиви инспектори би ми го поништиле тој оглас. Зошто мојот документ не е земен во предвид, известувањето? Тоа е моето прашање, пошто е доставено во регуларен рок. Исто така, по приемот на писмото до решението до училишниот одбор. Училишниот одбор веднаш постапи и даде известување до Државниот просветен инспекторат дека директорот уредно доставил докази и за да не ги повторуваме доказите, наведено е кои си, што и зошто, и еве доставницата вратена од училишниот одбор, еве го и документот, исто имаме се докази, каде што навремено е доставено до Државниот просветен инспекторат. Во решението за разрешување пишува дека и училишниот одбор
не доставил навремено аргументирани докази дека по наводите што е во записникот. Зошто толку се брзал Државниот просветен инспекторат? Ова постапка да ја доведе како што замислувале. Ме разбирате, ја мислам дека очигледно е нивното брзање. Зошто моето известување не е земено во предвид, кое е доставено во законски предвиден рок? Тоа е моето прашање. И дали ова разрешување по тоа би било валидно? Сега, друга работа е кои се наводите за моите наводни нерегуларности во работењето. Во текот на месец ноември 2024 година извршена интегрална евалуација на училиштето. При вршење на интегралната евалуација, тоа е еден долг процес кој тече пред време, значи ни доставуваат известување, тим на инспектори, на кои што му доставуваме целокупна документација од работењето, можам да кажам, на училиштето, и тие го скенираат целокупното работење на училиштето. Значи тоа се тим од 3 инспектори, на кои што беше присутен и виш инспектор, раководител на оделение, кои што беа во училиште од 25 до 27 ноември. Во конечниот извештај нема никакви забелешки во однос на овие наводи што ги имат овие 2 инспектори наведени. Значи никакви. Значи тука се евалуирани 7 подрачја. Во подрачјето за настава нема никакви забелешки врска со ова. Напротив, е дадено позитивно мислење за работата на директорот. И училиштето е оценето за добро. Работењето на училиштето е оценето како добро. Значи, малку да појаснам, работењето може да биде незадоволително, може да биде задоволително, добро и многу добро. Ретко кои добиваат многу добро работење како оценка, но ние имаме сосем солидна оценка. Исто така, еве еден записник на 15.12.2023 година, каде што извршен редовен надзор како во училиштето се одржува додатна и дополнителна настава. Нема вакви неправилности. Значи, не знам како може, а овие докази јас му ги испратив на Државниот просветен инспекторат, дека не се согласува. Значи, ако одредени инспектори дошле на увид баш по овие прашања и утврдиле дека нема неправилности, како ти утврдиле дека имаме неправилности? Еве зашто станува збор, сакам малце за јавноста да објаснам, кратко, затоа што многу е битно да се свати суштината на проблемот. Зошто? Какви се овие неправилности? Во учебната 2023-2024 година Министерството за образование и наука дозволи да учениците користат пролетен распуст и за време на изборите дополнително беа одредени неработни денови. Тоа сите го знаат. Затоа Министерството со промена во календарот за работа на учебната 23-24 година ги намали работните денови во средните училишта. Тоа не беше случај во основните училишта, тие работеа до 17 јуни, но во средните училишта бројот на работни денови беше намален за 10. Наместо 180 требаше да реализираме најмалку 170, а во завршните години наместо 166, 155. А логично, кога се намалуваат работните денови, се намалуваат и работните часови. Тоа е сосем нормално. Значи, Министерството нас не ни обезбедило работни денови, за да ние можеме тој годишен фонд на часови да го реализираме. Ние сме училиште кај што не можеме да организираме настава после 7 час. Најголем дел од учениците имат организиран превоз и професорите, а и најголем број паралелки имат секој ден 7 час. Значи, не сме во тој обем, немаме таква можност ние, реално, а не сме виновни за тоа, ние да реализираме толку. Но што е најбитно? Сите професори си ги реализирале наставните програми. Зошто инспекторатот, овие 2 инспектори, не извршиле увид дали наставниците ги реализирале наставните програми, но туку само се задржале на фондот на часов. И уште нешто, овие инспектори се повикуваат на член 24 од Законот за средното образование, донесен, изменет во 2025 година април месец, што е во сила. Во тој закон, во тој член од законот, вели вака,
Ако наставникот или училиштето поради празници или не знам што, не се биле во можност да ги реализираат часовите, дозволено остапување од 5% од фондот на часови. Па тогаш по кој закон, по кој член од закон се повикуваат овие инспектори? Дали по тој што не е во сила или на важечкиот закон? Ме разбирате? И по тој основ не е во ред констатацијата што ја извршиле овие два инспектори. И пак ќе нагласам, не ме разрешиле според тоа дека утврдиле или дека не ги уважиле моите докази. Тие ме разрешиле затоа што не сум го запазила рокот на поднесување на извештајот. Ниту јас, ниту училишниот одбор. Еве ги доказите дека ние уредно сме доставиле извештај со потврда пошта, со вратена доставница, печат од инспекторатот дека е примена доставницата. Не знам поќе што да кажам. На училиштето, врз основа на потврда за привремено одземени предмети, се одземени од училиштето и се наоѓаат во основното јавно обвинителство Битола. Уште по нивното одземање, уште истиот ден до јавното обвинителство беше поднесено барање за да не бидат вратени службените печати, со укажување за потребата од понатамошно работење на училиштето со тие службени печати и за непречено одвивање на работата на училиштето. Од страна на јавниот обвинител бевме известени дека за краток временски период ќе донесе одлука по однос на нашето барање. До него, впрочем, доставивме и тековна состојба, укажавме на измените од изборниот, односно на законските одредби од изборниот законник, кои предвидуваат по распишување на изборите да се прекинат сите постапки за именување, разрешување, престанок на работен однос и заснивање на работен однос. Сметам дека јавното обвинителство ќе биде експедитивно во тој дел, затоа што во училиштето е доведено во состојба сега да има вршител на должност директор која функционално не може да извршува функцијата за која што е назначена. Сето поради грешката на градоначалникот пред да именува нов вршител на должност директор, требало најпрвин да ја го разреши постојниот директор. Од причини што разрешувањето на директорката Маја е извршено на 14-ти, кога истата ја примила одлуката за разрешување, а изборите се распишани на 9-ти, тоа значи дека постапката локалната самоуправа требало да сочека да се одвива по завршување на изборите. На таков начин, на соодветен начин ќе беа предадени и службените печати, ќе можеше да функционира училиштето. Сега до завршување на изборите, на ваков начин како што сега функционира училиштето, нити вработените ќе бидат во можност да примат плати, нити пак да се одвива вообичаено и нормално воспитно-образовниот процес. Јас не знам како и јавното обвинителство дозволува толкав протек на време за да се функционира на ваков начин од страна на новоименуваниот вршител на должност, но некој би било соодветно да го предупреди градоначалникот дека поради ваквото постапување постои неможност да функционира единственото училиште од таков тип во Демирхисар и се надеваме на што побрза разрешница околу одлучувањето на кого да му се предадат печатите. Впрочем, за нештово ќе биде и доправа поднесено и соодветна представка до Министерството за локална самоуправа, до Управниот инспекторат, до Државната изборна комисија, секако и до Државната комисија за спречување на корупција. Тоа се постапки кои претпоставувам сте свесни дека траат подолго време и за нивниот исход очигледно ќе почекаме подолг временски период. Но она што е важно е дека во овој момент истрагата ја води јавното обвинителство и единствено тоа е надлежно да ја води во правец на разрешување на овие спорни прашања, како што е на кого да му се вратат службените печати, кој треба да извршува функцијата до завршување на изборите и други прашања. Сега, ако може, прашање. Факт е дека од стартот целата оваа ситуација доби политичка конотација, дека е практично некое препукување, барем такво е впечаток кога јавноста. Мене ме интересира кога директорката била назначена, дали се точни известни наводи кои излегоа во јавноста, дека таа е назначена за директор кога на градоначалникот им му биле одземени ингеренциите од страна на тогашниот министер Јетон Шакири, како и да се викаше,
и дека тогаш е назначена директорката за директорка на училиштето и дали не се правило и тогаш некоја ваква калкулација во смисла на наш човек, на наше училиште, а градоначалникот нема ингеренции, а знаеме дека училиштата се под ингеренции на локалната самоуправа. Тоа е едното прашање. Има некои наводи, исто така и тоа ме интересира, дали имало злоупотреба на училишни простори за одржување на некакви партиски собири и така натаму. Дали сите наставници, односно професори кои што биле ангажирани, биле соодветните кои што требало да бидат ангажирани или пак биле пак некои партиски ликови? И последното прашање, дали ти како адвокат си земал паушали, па дури и награди од училиштето, дури и си ја застапувал директорката при одредени училишни состаноци и така натаму, во име на директорката ти си бил присутен на тие, извиниш што се обреќам. Ако, слободно, интересни ми се прашања, ви благодарам. Беше констатирано дека таквите јавни огласи се ништовни од причини што не ги исполнила условите за распишување на тие јавни огласи. Вработените со кои заснивала работен однос беа приморани врз основа на таквите заклучоци од Државниот инспекторат да поведуваат постапки пред Основниот суд во Битола, кои постапки, чинам дека од 6 постапки кои беа поведени, 4 се и завршени во корист на училиштето и вработените кои тужеле, а ги вработила оваа вршителна должност директор, се должни на училиштето да му исплатат трошоци на постапката. Точно е дека од училиштето имам вршена наплата на адвокатските трошоци во висина која што со финансискиот план била одредена за правни услуги и никогаш надвор од финансискиот план. Впрочем, за сите трошоци кои биле настанати во текот на постапките пред Основен суд Битола, странката која го изгубила спорот е должна на училиштето да му ги исплати тие трошоци кои претходно мене ми биле исплатени. Не станува збор за некои трошоци од не знам каков карактер, мислам дека финансиските планови на училиштето за изминатите години предвидува некои си 100-120 денари на годишно ниво за правни услуги. Знаете и сами дека Законот за јавни набавки не предвидува соодветна постапка за избор на правен застапник на училиштето, па така изборот на адвокат е слободен избор на секој директор на училиште, така Маја ме избрала мене. Впрочем, ми се заблагодарувам и од денешна перспектива сметам дека целокупниот мој ангажман во сите предмети во кои што сум бил вклучен, вклучувајќи ги двете незаконски разрешувања, 6 судски предмети од вработени по партиски клуч, се успешно завршени во полза на училиштето и од тие причини сметам дека ваквите наводи, особено овој дел кој го кажавте вие дека сум ја заменувал директорката во одредени активности во училиштето или дека таму се одржувале партиски настани. Јас не знам за одржување на партиски настани, мене ми беше трет пат на 12, чинам трет или четврт максимум, пат на 12 овој месец да влезам во тоа училиште и влегов на начин на кој што можеше да го види секој во јавноста, така да ги сметам. Како е назначена Лозаневска? Да, ви благодарам и во тој дел. Значи, после двете незаконски разрешувања од страна на градоначалникот, беше поведена постапка пред Министерството за образование и наука со која што беше укажано на сите овие притисоци кои се вршат на таков начин од страна на локалната самоуправа и министерот, тогашниот министер Јетон, донесе решение за одземање на ингеренциите со време трајање од 1 година. Чинам 2024 година му истече рокот во кој што му беа одземени ингеренциите на градоначалникот за именување и разрешување на директор на тоа училиште. И нормално министерот при одземање на ингеренциите е должен да назначи нов вршител на должност со оглед на тоа дека Маја во тој период немаше никакви констатирани неправилности, а минимум 7-8 инспекцијски надзори од разни подрачја, како што е просветна инспекција, трудов инспекторат, јавното обвинителство, финансова полиција секоја година го чешла училиштето, не констатира никакви незаконитости и од тие причини претпоставувам дека беше и именувана од страна на министерот за директор на училиштето. Инаку за информација за јавноста, ова училиште е предмет на финансиска анализа од финансовата полиција секоја година при крајот на учебната година, односно на годината. До денес имаше и поднесена кривична пријава од страна на градоначалникот
за финансиски наводни злоупотреби. Ние го имаме решението одамна, ни е добиено од јавното обвинителство, во 5-ти месец го добивме дека не се констатирани никакви финансиски злоупотреби при работењето со училиштето. Да напоменам и тоа дека Државниот просветен инспекторат при последниот инспекцијски надзор постапувал практично по анонимна пријава, иако во пријавата стои, во иницијативата стои родители на ученици. Родители на ученици, согласно Законот за инспекцијски надзор, доколку не се евидентираат со име, презиме и генерали, таквата пријава представува анонимна пријава. Тоа само по себе потврдува дека и Државниот просветен инспекторат при овој последен вонреден инспекцијски надзор ја злоупотребил својата позиција и спротивно на Законот за инспекцијски надзор вршил инспекцијски надзор по анонимна представка, без претходно да се утврди дали станува збор за некоја итна и неодложна потреба и некоја воена или вонредна состојба. И само уште едно прашање, пак се враќаме на клучното, а каде е печат? Што рекол, печатите кажа дека се во јавното обвинителство, меѓутоа зошто во периодот кога директорката заминава на користење годишен одмор, а потоа и улетување, ако точно следи сега, зошто не назначила лице, нејзин заменик, кој би можел да работи со печатите за да не трпи образовниот процес, платите и така натаму. И сето да биде ова поедноставно. Сега трпат там не знам колку наставници има во училиштето, трпат сите, бидејќи печатите се таму каде што се и ова може да оди до недоглед. Директорката има назначено свој заменик. Одамна имам назначено мој заменик, само вака да ви објаснам нешто. Закон, тоа пред некоја година го имам назначено со овластување. Лицето е Весна Миновска, наставник по англиски јазик, која што е назначена, властена во моје отсуство да извршува одредени работи. Исто така, до февруари месец печатите беа задолжени кај секретарот на училиштето. И така е, и таму стое. Значи, по заминување во пензија на секретарот на училиштето, повеќе пати барам од градоначалникот да ми дозволи, значи да ми даде согласно за вработување на секретар на определено работно време, а потоа и да се бара до Министерство за образование и финанси да се дозволи вработување на секретар, затоа што тоа место е финансирано, затоа постојат средства, би било штета да се изгубат финансиите на такво место. Училиштето без секретар не може да функционира нормално. Повеќе пати барам од градоначалникот, сум се обратила и до други институции, без одобрение на градоначалникот, такво нешто не е можно. И без тој да ги прати документите каде што е потребно кај останатите институции. Значи јас до ден денес немам добиено од февруари месец согласно за градоначалникот да вработам секретар. Затоа печатите јас ги обезбедував. Немаше друго лице на кое што ќе можев да му ги доверам. А не можевте да ги дадете на вашата заменичка кога вие отидовте на одмор и на болетување? Сите бевме на колективен одмор во тој случај. Јас одев во училиште во смисла потреба ако некој таму има дежурство, дежураат книговодителот, благајникот се менуваат и по еден служител и ако беше итно некому да се издаде потврда или дупликат нешто, јас ја обавував таа работа. А би ја обавувал, верувам, и заменикот во тој случај. Но никој не го побара заменикот. Јас имам назначено со овластување. Едно прашање кажа адвокатот, меѓутоа ме интересира како функционира во моментот училиштето. Има две директорки, очигледно вие во централен регистар. Да, печати нема, треба да се подели плата, почнува во учебна година. Има матуранти кои што треба да се запишуваат, веројатно полагале сега. Еден кратко да ми објасните што. Многу ми е криво што дојде до ваква ситуација. Штета. Еве сега ќе ви кажам, пред некој ден дојдоа две ученички, сака да извадат дупликат свидетелство затоа што не можат да го најдат и да се запишат на факултет. Претходно беше доставено барање, ама во ваква ситуација не сме во можност да му издадеме дупликат свидетелство. Како би се запишале на факултет. Исто така, сега имаше полагање на матура. Одреден број на ученици матурата е положија во августовскиот испитен рок. Како ќе му се издадат дипломи? Да, значи, дали некој се грижи за ваквата ситуација? Зошто учениците не се виновни за ова настан? И кој
кој надлежен би можел што побрзо ова ситуација да се реши во интерес и на вработените и на учениците. Вработените уште нема добиена плата. И уште нешто, имаме нова концепција за гимназиско образование. Ние треба да пратиме наставници на обука за да можат да ја реализираат таа програма. Кои наставници да ги пратиме? Кога ова се случи во тек на реализирање на огласот за вработување на 19 наставници на определено работно време. Дел од нив предават и во прва година. Значи, Како? на 10 дена пред почетокот на учебната година училиштето е комплетно блокирано. Да, Точно. точно. Еве нема плата. Практично училиште. Не си работи, си има вршителна должност. Во смисла на тековни активности не работи. Ова нема Без печат. примопредавање, значи без смена во централен регистар, веде директорот не би требало да презема никакви, пошто нема подпис. Заведен во центарен Не. регистар, веде директорот. Да, но мене ми се скратени моите права, пошто ја како што знам претходните примопредавања, дури не се добиеше документ директно во училиште и јас да депонирам подпис, ја не смев да извршувам одредени активности, дури бев пријавувана анонимно зошто нешто сум извршила без да имам печат во центарен, што не беше точно, него тоа беше нивна предпоставка. Затоа мене ми се ограничени движењата во училиштето, затоа што веде директорката ги сменила бравите. Бравата од архивата, да, бравата од влезот во училиште, бравата од книговодство, бравата е убиена во директорската канцеларија. А сега се сменува нова врата. Значи јас немам пристап до тие простори. Училиштето во суштина сега функционира во една апсурдна состојба кога се уште неназначениот веде директор мисли дека е директор, а формално именуваниот директор Маја, која се води во централниот регистар, нема пристап до училиштето и не може да го води. Имавме можност и со медиумите да забележиме дека на огласната табла во училиштето се објавувани одлуки за именување, за разрешување и ново именуваната директорка си констатирала без печат и доделувала и деловодни бројчиња. Повторно би упатил апел за побрзо да се спречи ваквата состојба, јавното обвинителство посериозно да си ја свати својата обврска за поитно да го разреши овој случај, од причини што на ваков начин, ако не сега, од 1 септември ќе сведочиме на незадоволство од вработените за непримените плати и незадоволство од родителите, основано заради неможност да се реализира воспитно-образовниот процес онака како што е замислен. Јас знам дека и во секој државен орган, па така и во јавното обвинителство има и помалце политика и затоа повторно ќе речам, ова е нешто што час поскоро треба јавното обвинителство да го реши на соодветен начин, почитувајќи го изборниот законник и роковите кои со него се зададени околу именување и разрешување на функционери. Само едно прашање, која беше потребата, може и кажа, ама многу е кажано, а ја мислам, која беше потребата да бидеш ангажиран ти како адвокат уште пред неколку години во училиште? Сега ќе ви кажам. Значи имаше потреба некако уште тоа. Сега ќе ви кажам. Јас во Прилеп во тој период бев ангажиран како полномошник на директорка на основно училиште. Се работи за училиштето Блаже Конески, кој од пред 4-5 години до денес го застапував како полномошник на училиштето и реално заедно со директорката за сите спорни правни прашања учествува во нивното решавање. За тој предмет денес имаме добиено судска одлука со која што е утврдена дискриминација, определена надомесна штета, што значи успешно сум си ја завршил својата работа и во тој период бев, ако ништо друго, преку државните просветни инспектори пренесуван по училиштата дека добро го владеам законот за средно и основно образование во поглед на инспекцијските надзори и работењата со училиштата, така бев, предпоставувам и како што ми е кажано и од Маја, ангажиран од нејзина страна заради пофалбите кои сум ги добивал од државниот просветен инспекторат. Значи имало некои индици. Да, веќе беа започнати тие. Кога започнаа проблемите околу разрешувањето, тогаш пристапи Маја кај мене. Исто
Исто така сакам да кажам дека ме прашавте по штета на целиот образовен процес. Еве сега до 30 септември. Чекай малку, чекай. Не? Да, нека Микрофонот не? Да, микрофонот. Добро. Мислам дека заврши, мене како седи да направи. Не. Ама Уште нешто ќе истакнам. Значи, прашање до институции, кој ќе сноси одговорност и кој ќе се грижи за наставниот процес. Еве, например, до 30 септември ние законски сме обврзани да ја усвоиме годишната програма за работа на училиштето и извештајот за претходната. Како училиштето ќе почне да работи без годишна програма или кои ќе ги запосли наставниците и наитни и неодложни работи кои што ќе го почнат образовниот процес. Значи има многу работи, образовниот процес е сложен, одговорен, значи пред се јас не би сакала ова сето да биде по последица на учениците. Ние сме јавно училиште, долги години, јас сум професор таму, долги години водиме грижа за нив, имаме одреден авторитет, но оваа ситуација, верувајте, е многу лоша. И по општината, и по училиштето, по вработените, а најмногу штета ќе имат учениците. А рековте 19 нови вработени треба да има сега со почетокот на оваа нова година? Беше распишан оглас за вработување на 19 наставници на определено работно време, што беше прекинат со овие случувања, значи со моето разрешување и во изборниот процес, пошто е почнат изборниот процес, огласот е ставен во мирување, како што ја знам според законот за И сега практично тепачката е за овие работни места. Тепачката беше пред 9.8 да се конституира нов училишен одбор, да се предложат кандидати за вработување и ново назначената ВД директорка да изврши нивни избор пред распишување на... Намерата да биде незаконито, да, но да се преземе училиштето, а јас можам да се докажувам 2-3 години дали е тоа законито или не, тоа воопшто не му е битно.